И еве сме назад во неделниот микс, почитувани гледачи. Неодамна во Скопје се одржа модниот викенд. Многу модни дизајнери ги представија своите креации, имаше многу работилници, но исто така се одржа и добротворната модна аукција. За сето ова, за целиот настан, ќе зборуваме заедно со модната дизајнерка Марија Полјакова и заедно со Виктор Мирчевски, кој е директор, програмски директор на Конект. Добре ми дојдовте. Добро ве најдовме. Како сте? Одлично, секогаш убаво кај вас. Неодамна заврши модниот викенд, под многу убави импресии, јас еве како посетител на истиот, а верувам и вие како дел на некој начин од самата организација. И еве да започнеме, па можеме еве на дамата да ја дадеме предност, на Марија. Марија, твојата модна колекција беше представена токму на модниот викенд. Реакциите се многу позитивни и јас имав можност да ја видам. Навистина нешто што е носливо, што е елегантно, женствено, убаво. Па еве кажи ни ти од твој аспект колку си задоволна. Фала ви за прашањето, многу сум срекна да бидам тука кај вас на гости. Јас сум многу задоволна. Сметам дека мојата колекција имаше реакција како што очекував. Многу ми е битно мојата облека што ја дизајнирам да е нослива за луѓето секојдневно стварно да можат да ја носат. Мислам дека во модерниот свет, особено во Македонија, луѓето многу ги следат трендовите и fast fashion нормално е подостапна од дизајнерска облека. Па стварно сакав мојата колекција да е нослива и младите да можат да се пронајдат во неа. Така, и тоа го постигна. Да, апсолутно. Виктор, исто така во рамки на модниот викенд се одржа и добротворната модна аукција. Многу беше посетена, и јас бев дел од истата, многу дизајнери се представија и навистина една одлична сума се собра за сите тие модни парчиња. Колку си ти задоволен од сработеното? Прекрасен настан кој што е производ на една подолга работа во позадина. 23 етаблирани македонски дизајнери, како и нови имиња, меѓу кои јувелири и занетчи донираа своји парчиња, кои што ги ставаме на аукција и на тој начин го полниме филантропскиот фонд во Конект, кој што поддржува годинава 4 организации и иницијативи. Едните се доброволните противпожарникарски друштва, другите се Палиум, сдружение што се занимава со палијативна грижа за пациенти што имаат најчесто рак. Потом се отворете ги прозорците, многу специјална организација што со технологија им помага на децата со попреченост и Имка од Битола што работат со млади. На тој начин во модната фела покажуваме како може филантропијата да биде дел од секојдневието и тоа е целта на овој настан. Посетата беше фантастична, над 150 луѓе и на крајот собравме 200.500 денари што ќе одат во овие цели. Одлично. А Конект всушност веќе повеќе од 15 години ја негува културата на стратегиската филантропија во земјата и тоа е навистина за почит. Сега можеме да ги прочитаме и дизајнерите чии парчиња беа продадени во рамки на добротворната модна аукција: Никола Булески, Никола Ефтимов, Лидија Ѓоргиева, Иза Цури, Силвија Михајловска Алшар, Ирина Тошева, Олгица Ѓоргиева, Катерина Тошева, Милк Дизајн на Антонија Гугинска Јордановска, Терзија, Наталија Терзиоска, Би, а исто така, како што спомна и ти, и нови модни имиња беа дел од оваа модна аукција: Радмила Давидович Настев, Стефана Ефтоска и Ивана Груевска. Преубави модни парчиња имаш од сите овие модни дизајнери. Да, се согласувам и беа да дополнати со занетчи и уметници кои што прават накид, прават додатоци, чанти, турби и така натаму. И тоа го надополнуваше и изгледот и возбудата во донирањето. Многу имаше возбуда, навистина надбавањето беше. Огнен Јаневски и Ана Зафирова направи едно модно шоу и таков е овој настан и дава доживување за некој што сака да гледа, не само да биде аукционир или аукционирка и да наддава. Да, една убава енергија имаше, токму и водителите тоа, како што спомнавме, Огнен и Ана го возможија, но и самата публика имаше убав повратен одговор и на нивната енергија, така што ете можеме да видиме и од сликите успешно завршена модна аукција. Потребни ли се вакви настани?
Потребни се од повеќе аспекти. Едно е како модната индустрија може да влијае. Ние доста и воспитуваме одржлива мода низ овој процес. Дел од дизајнерите направија посебни парчиња што се од остатоци што претходно ги користеле. Значи апсайклинг, се обидуваме да го воспитуваме тоа. Дополнително се кршат и одредени предрасуди. Оваа година парчињата беа на тест број, за да можат и било кој да се ги земе и да ги воспитуваме оној аспект на боди позитивити. Од друга страна е како сите во секојдневниот живот можеме да бидеме филантропи. Филантропијата не е привилегија на богатите. Апсолутно секој може да придонесе со своја донација и кога вака донациите ќе се укрупнат, стануваат вистинска вредност, имаат посебно влијание кога се наменати за граѓански организации. Кога ќе се здружат силите, тогаш се добива успехот, нели? Така е, да. Еве, Марија, да спомнеме за твојата колекција Ред 1, која изгледа како личен став на времето денес и колку црвенилото за тебе е символ, а колку потреба за изразување? Црвената боја, како што знаеме, е символ на страст, на промена, на младоста. За мене беше битна и како од историски аспект, бидејќи во македонската историја, литература и култура, црвената боја е многу битна, како пример во Везелка. За мене црвената боја значи спој на културното, историското и личното. Некој став за промена, за повик на одржлива мода, мода што стварно може секој да ја носи. Да, особено се стави фокус и на овогодинешното издание на Моден викенд на одржливоста. И тоа можеше да се види и низ дизајнерските парчиња, исто така и низ сите настани работилници кои што се случува и тоа е исклучително важно. Ми се чини за модниот свет генерално. Да, и за секоја индустрија мора да препознаеме каде имаме негативно влијание и што може да сториме околу тоа. Конекта работи на општествена одговорност на предпријатија и во тој домен всушност и спаѓа и овој настан. Најавуваме и кампања Екодиалог кој од НЕУ, која што се однесува и на менаџирањето на текстилниот отпад. И затоа овие настани е важно да ги пратат тие пораки, како што и Марија Маша ни спомена. Значи да се тргнеме од онаа брза мода и правење на полнење на плакарите без потреба, туку да инвестираме во парчиња што се и наше културно наследство. Така и со модната аукција многу поважен аспект е самата каталогизација на тие парчиња низ годините. Затоа што дизајнерите често го донираат она што е највредно, она што било парче од кое што не можеле да се одвојат од првите колекции или посебно прават дело за оваа намена. И на тој начин ја уживаме таа придобивка како земја на толку многу талент да го зачуваме тоа и да се инвестираме во купувањето на парчиња од македонски дизајнери, рачно изработени, уникатни, само за нас, наместо да земаме 10 мајци што сите ќе ги носат и немаат никаков квалитет. Сите ќе ги носат и ќе имаат лошо влијание на животната средина. Да, и сосем си во право, Виктор, и многу модни парчиња, односно сите беа на некој начин со посебен македонски белег. И кога станува збор за накитот, и додатоците, чантите, самиот вес на многу фустани имаше одредени символи, да кажам, чипка, па нели материјали кои што се посебна карактеристика за дизајнерите и имаат голема символика. Не беа тоа туку така парчиња облека во секој случај. Се согласувам, на пример исто во накитот на Морфо го видовме македонскиот рубин. Да. Или во парчето на Марта Попа е всушност италијанска техника на правење на роза со два типа на стакло. Така што да, и некои техники кои што се подзаборавени, Еснафни беше, кој што во суштина е социјално предпријатие, кој што со едно од парчињата откриваат една посебна техника на плетка на колан. Така што има многу аспекти на културно наследство во нас. И затоа и посебна тежина го даде сето тоа на самиот настан. Марија, твојот стил често го опишуваат како урбан код. Како го преведуваш сето тоа во секојдневниот живот, во визуелна форма, во однос на крој, во однос на материјал? Секојдневието за мене е инспирација.
Верувам дека вистинскиот дизајн не е само за написта, туку мора да е носливо и удобно. Исто така, мојата колекција како млад дизајнер беше поддржана од Министерството за култура и туризам, како прв самостоен проект, од национален интерес. Затоа може да се прогледат и некои влијања од македонската култура и историја всушност во моите дизајни. За мене тоа е премногу битно. Мислам дека спојот на уметноста и уметнички израз со носливоста и квалитетот е тоа што всушност го прави дизајнот толку битен. Посебен. Да. Да. Виктор, современата филантропија денеска изгледа поинаку. Дигитална, блиска, транспарентна. Како ја дефинирате незината улога во општество кое што постојано секојдневно се менува? Да, тоа е еден динамичен систем, но она што во Конект го промовираме е дека донирањето треба да е паметно, односно стратешки насочено. Секој од нас може да размисли кои се темите што ни се при срце, сите донираме на импулс. Хуманитарното донирање е многу значено во моменти на поплави, кризи и така натаму, но многу е поважно да изгради некакви трајни промени во општеството. Тоа се прави преку граѓанските организации кои навистина имаат платформи, долгорочно работат и со луѓето што се во небрежност, што се во глад и така натаму, но многу е поважно некој да и се извлече од кругот на сиромаштија отколку да го нахраните два пати. И токму тоа граѓанските организации го прават. И затоа со филантропскиот фонд ние всушност ги бираме кои се организациите што имаат најмногу влијание и натаму ги насочуваме овие донации што ги здружуваме. Дигиталното донирање се повеќе е значено. ОПОПМК е првата македонска краудфандинг платформа што може да прибере донации од целиот свет, значи да активираме малку и нашата диаспора и на тој начин да си продонесуваме сами, а не да чекаме од некаде да се создадат ресурсите или се да биде на државата. Можеме како заедница да направиме многу сами за себе. Секој помалку да даде и ќе се направи еден океан од добротворна акција, нели? Така е, да. И сега во однос на самата организација на модниот викенд, колку сте задоволни од представеното, Марија конкретно, ти какви се реакциите од публиката, стигнали до тебе коментари? Мислам дека како млад дизајнер што учествува прв пат на толку голем и битен настан, што стварно е битен во сфера на мода, тоа е еден од малкумина настани со такава значајност. Јас сум многу задоволна, мислам дека имав многу гости и сите беа многу импресионирани и позитивно настроени и кон мене и кон други млади автори што не имаше доста многу. И сметам дека тоа е многу битно, да се дава платформа или можност на младите да се пробијат, што многу ми е драго, ете што и Конект го прави истото, па многу сум возбудена за таа можност и сметам дека се беше одлично. Така е. И само еве би се надополнила, младите дизајнери често се движат помеѓу идеалот и реалноста. Кој е најголемиот предизвик како независен автор на македонската модна сцена денес? Па како што веќе спомнав, јас се надпреварувам како млад дизајнер со фаст фешн индустријата на прво место. Затоа одржливата мода и купување локално е толку битно. Мислам дека мода нели не е само облека. Тоа е нашиот идентитет, начин како ние се изразуваме и по облеката може да се види, да се претпостави каков е човекот. И затоа треба попаметно да ја бираме нашата облека и дизајнерите што ја прават, да купуваме локално, да не кажам домашно, да ги поддржуваме младите, а и постарите дизајнери секако, и да ги пратиме не трендовите, туку аутентичноста на тоа што е всушност модата. Апсолутно. Виктор, модната добротворна аукција покажа дека дарувањето може да биде и стил на живот. Кој момент од оваа аукција лично те трогна и те потсети зошто оваа мисија е важна? Најнапред самата заедница на креативци што се прави. Ова издание беше поддржано од француската амбасада
И во суштина самите дизајнери сакаат да стане една традиција. Ја правиме по трет пат и тоа е импресивно и овој спој помеѓу младите и искуството. Пред модната аукција се прави каталог кој што го изработуваат сосема нови лица. И од фотографот, и од фризерките од средното училиште кои што се вклучија, се стекнаа со едно портфолио со 23 етаблирани дизајнери. На самиот сет се има она размена, секогаш нашиот иницијатор Никола Булевски била присутен. И тука се советите за како тоа се прави, како се изработува, како најдобро да се презентира парчето, нешто што не се учи секој ден и мора во пракса да го поминат дизајнерите. Во соработка сме и со Скала, така што се надевам дека Маша следното издание ќе биде и дел од модната аукција. На тој начин се создава една поголема платформа и тоа беше трогателно. Меѓу друго, луѓето на настанот беа така трпеливи, сите чекаа во ред за да ги реализираат донациите, затоа што се чувствуваат дека прават нешто добро и дека сите се дел од нешто поголемо и тоа навистина е убаво да се доживее. Така е, кога сме сплотени нема ништо побаво тоа. Кога егото и суетата ќе се стават настрана, тогаш неминовен е успехот. Марија, ако треба да дефинираш твојата визија во една реченица, што би била твојата лична дефиниција за модата што зборува? Модата раскажува за идентитетот и личноста на човекот. Мора да се изразуваме преку модата и затоа мора да внимателно да бираме кои парчиња ги носиме. Еве во септември планирам да имам изложба што ќе ја спои модата и уметноста. Таа ќе се вика Пат на животот и ќе биде мултидисциплинарна изложба што ќе има и модни парчиња и некаква приказна што емотивно ќе ги предизвикува гледачите. Така што ве поканувам да дојдете. Така. Со задоволство, апсолутно. Тука нема дилема дека и ние како медиуми треба да придонесеме кон поттикнување на младите дизајнери, но исто така и поттикнување на вакви преубави настани и сето она што и вие како Конект го работите и навистина е за почит. Ете, соработката на 31-то издание на Моден викенд се покажа како успешна, претпоставувам, заедно со Конект, заедно со Модниот викенд. Дали е оваа аукција ново поглавје меѓу модата и филантропијата во Македонија? Сигурен сум дека е така и драго ми е што Модниот викенд во Скопје е на стратешки партнер во тој дел и што навистина отвара сериозна платформа и што го надмина и светскиот тренд не само во комуникација на филантропија, туку покажување на тоа во дело и на баш оваа борба меѓу локалниот дизајн и меѓу брзата мода. Така што Модниот викенд во Скопје е многу повеќе од обична манифестација на покажување на реве и се повеќе од година во година гледаме дека се вклучуваат многу повеќе луѓе, дека се прават работилници, размена на знаење, дека се воспитува една цела култура која што се става во функција на општеството. А како сме ние како народ облечени? Еве конкретно за овој настан кој што траеше неколку дена, какви беа гостите, посетителите од ваш аспект? Еве може Марија како модна дизајнерка, а потоа и Виктор. Иако Моден викенд е толку значаен настан, треба да се памти дека за ревија треба да се носи потемна облека, бидејќи треба да се истакнуваат дизајните што се на пистата. Во врска со тоа морам да кажам дека гостите беа убаво облечени, сите беа во потемни тонови, што пак и есента, поладно време придонесува до тоа позитивно. Па сметам дека имаше и гости што самите беа како креации. Облеката многу беше убава. А кој е твојот стил? Повеќе преку твоите креации се гледа минимализмот. Меѓутоа, што лично ти сакаш да носиш? Мене ми се свиѓа минимализмот, ама во смисла на практичноста и удобноста. Еве гледаме твои креации моментално, баш ги коментиравме панталоните пред малку колку се убави. Фала ве. Јас сакам моите парчиња да се практични, бидејќи би сакала да е нешто што јас би го носела секојдневно, да не е само за свечени прилики.
Но исто така Но има дози на елеганција, не е тоа туку така, нели? да, апсолутно. Си има свое. Виктор, според тебе, какви беа посетителите облечени? Да, на модната аукција е повеќе аспект на експресија. Таму нема ревија, моделите се прикажуваат на видео екран. И убаво е што дел од публиката сакаше да ги спочитува дизајнерите за кои што наддава, па носа нивно парче. Ние се надеваме дека во иднина, кога ќе имаме и повеќе изданија, ќе повикаме публиката да го носи она за што си го добила и наддала за донација. Веројатно ќе биде убаво празнување на самиот настан. Модата е точно комуникација и ретки се овие настани на кои што навистина може целосно да се изразите. Секогаш убаво да се добие совет од професионалец и еве го цениме и советот на Марија да бидеме во потамно, оти навистина и на фотографиите видовме дека избликнуваат сите оние што се во светло облечени, ами таа платформа да учиме заедно е навистина добра, наместо тоа да се прави со критика. Апсолутно. А и критиката не треба секогаш толку лично да ја сваќаме, нели? Нормално и симпатично дури на моменти. Секој има свое мислење во однос на тоа кој што како облекол и тоа е најнормално. Еве за крај, Виктор, сега заврши значи добротворната модна аукција, но кои се другите активности на Конект во текот на годината? Така е, нешто што ни следува е кампањата во рамки на екодиалог на пат кон ЕУ, проект што го финансира Европската унија, а е во соработка, односно го води Фондацијата за развој на локалната заедница во Штип, и кој што сите ќе на воспита како преку менаџирањето на отпадот, меѓу кои текстилниот, имаме влијание на животната средина и навистина мораме сите заеднички да правиме нешто околу тоа, но да ги најдеме и добрите практики кои што сепак се во текстилната индустрија, се во дизајнерите кои што практично го користат отпадот за да направат нова вредност, и тие практики мораме да ги негуваме заеднички, затоа што само со добар пример можеме да покажеме што треба и како да се прави, а сите имаме улога во тоа, не се само поедини личности или компании. Така што мораме да градиме една култура на вистински вредности во тој дел. Апсолутно е така. Марија ни спомна за твојот проект Здраве Боже следната година, меѓутоа веќе се раѓали нова инспирација за нови креации, на што си фокусирана моментално периодов? Периодов уште сум под импресии од модниот викенд, но апсолутно планирам и нова колекција, ете нова изложба, нов проект. Па во склоп на моден викенд ќе има и резиденција за млади дизајнери, па сега планирам да аплицирам и таму. Ќе видиме, се надавам. Да, и таа исто така насочена на еко модата, на значи елиминирање на фаст фешн од толкава употребеност, и се надавам дека и таму ќе научам многу нови работи, па ќе ме видите на наредниот моден викенд. Така, се надам со убави поводи повторно ќе не дојдете. За крај на овој разговор, каде сме ние во однос на модата? Колку одиме напред? Колку постепено поместуваме граници и некои нешто кои што претходно биле проблем, дали сега ги постепено решаваме? Кој е од вашиот печаток? Најнапред, ние очигледно сме земја каде постои многу талент. За толку малечка земја, навистина импресивно да се види колку ние талент имаме и колку реално може во светски рамки да се надпреваруваме. Така што радоста во Конект е тоа што очигледно дека нештата се поврзуваат, ние работиме на меѓусекторски партнерства и развој. Така што овие соработки помеѓу граѓанските организации, меѓу дизајнерите, меѓу веќе и текстилните фабрики е исклучително значајна и мора да се негува за во иднина да се направат сериозни промени. Така, да се надеваме дека ќе има повеќе прогрес ето тоа. Марија, во однос на тебе, мислиш ли дека на добар пат сме и во однос на одржливоста и во однос на носење наши домашни креатори? Да, апсолутно. Се повеќе гледам нови млади дизајнери,
се повеќе гледам луѓе што ги носат тие дизајнери. Ета стварно и на ревиите што беа истиот ден со мене, имаше доста луѓе што беа облечени во облеката на дизајнери што се представува, што беше многу сладко од нивна страна. Мислам дека треба да се поддржуваат креаторите. И сметам дека сме на добар пат, па се надевам дека ќе има уште повеќе млади дизајнери и уште повеќе прилики каде што они би можеле да се етаблираат. Ви посакувам многу успех во вашата работа, инспирација, креативност, прогрес, сето она што сте си го замислиле да ви се оствари и ве чекам и понатака со нови теми и интересни повади. Благодариме, медиумите се секогаш дел од тоа и благодарам што ги ширите овие пораки. Ви благодарам што ме викнавте и се надевам дека ќе се видиме и во друга прилика. И јас исто ми беше задоволство. Почитувани гледачи, Марија Полјакова, модна дизајнерка и Виктор Мирчевски, програмски директор на Connect, беа денеска дел од неделниот микс. Ви благодарам и вам што бевте со нас изминатите 2 часа и се надевам дека и во следното издание ќе не гледате. Имајте убав остаток од денот и довидување.